Започнуваат вестите на Канал 8. Премиерот Никола Груевски во посета на Кочани, Виница и Берово. Во Кочани ја посети реконструираната гимназија Лјупчо Сантов, а во Виница го пушти во употреба двојното тениско игралиште, чија инвестиција тежи 12 милиони денари. Во Виница ја посети и најбрзо растечката компанија во регионот Мак Прогрес. Двојно тениско игралиште, чија инвестиција е околу 12 милиони денари, беше предадено во употреба во Виница во рамки на владиниот проект за изградба на 120 тениски игралишта. Објектот го предаде во употреба премиерот Никола Груевски, кој истакна дека владата во континуитет и без запирање ги реализира големиот број проекти поврзани со развој на спортот во земјава. Тениското игралиште ќе биде ставено на располагање на учениците од основното училиште Гоце Делчев, како и на останатите граѓани за спорт и рекреација. Во изминативе неколку години спортистите и спортот представуваа еден од нашите врвни приоритети, што представува една сосема поинаква слика од минатото, во кое спортот стагнираше, а изградбата на спортските објекти скоро и воопшто да ги немаше. Денеска сликата е многу поинаква. Денеска се гради на секаде и во секој дел од државата. Денес со задоволство го пуштаме во употреба и новото тениско игралиште, кое представува инвестиција од 12 милиони денари. Игралиштето е изградено по најсовремени стандарди за вакви тениски игралишта. Располага со осветлување, пристапни патеки, целосна инфраструктурна приклученост и најсовремена подлога по сите стандарди на Светската тениска асоцијација. Груевски, меѓу другото, ги истакна и другите реализирани проекти во Виница и регионот. Подсети за надградената спортска сала Капетан Кирчо Димитриов, за изградбата на првото повеќенаменско спортско игралиште во Истибања, а најави и изградба на уште едно повеќенаменско спортско игралиште во Виница. Посебно го нагласи значењето на индустриската зона во оваа општина и изградбата на технолошко-индустриската развојна зона помеѓу Виница, Зрновци и Кочани. Во рамките на посетата, премиерот Груевски во Виница ги посети и производствените капацитети на компанијата Мак Прогрес, која е позната по брендот Винчини, еден од широката палета производи на компанијата. Пред малку имав можност да ја посетам фабриката Мак Прогрес, една од најуспешните во овој регион, која вработува 505 лица, која што досега има над 20 милиони евра инвестиција, а сега ја прави и новата инвестиција од 4,5 милиони евра, делумно во постојниот погон, делумно во новата индустријска зона, која што нова инвестиција ќе донесе нови над 120 работни места, од кои што 50 до крајот на оваа година. Меѓу проектите во Виничкиот регион кои досега се реализирани, Груевски ги посочи помошта при изградба на дневниот центар за стари лица и новата градинка во Истибања, реконструкцијата на основното училиште Гоце Делчев во тоа населено место, потоа изградба на атмосферска канализација за локалните жители, изградба на дел од патот Липец-Осојница во должина од 2,5 километри, кој годинава треба да се заврши со изградба на преостанатите 2,5 километри од патот. При предавањето во употреба на новото тениско игралиште се обрати градоначалникот на општина Виница Емил Дончев, кој истакна дека во Виница многу се вложува за поттикнување на спортот. Новото тениско игралиште е изградено според стандардите на Светската тениска асоцијација. Директорот на Агенцијата за млади и спорт Маријан Спасевски нагласи дека од вкупно 120 тениски игралишта кои треба да се изградат согласно владиниот проект, 49 се предадени во употреба, а 26 се во фаза на изградба. За да се биде успешен како во спортот, така и во сите други полиња од општеството, не е потребно да се има само желба или талент, напротив, неопходни се инфраструктурни услови. Во таа насока, владата на Република Македонија и Агенцијата за млади и спорт во изминативе неколку години во континуитет инвестира во изградба на спортската инфраструктура. Кога пред неколку години го започнавме проектот за изградба на 100 тениски терени, интересот кај општините беше огромен и веќе минатата година истиот го проширивме за нови 20. Истите се изградени по меѓународни стандарди на Светската тениска федерација, ITF, оградени со плетена жичана ограда од 3,5 метри, осветлени со рефлектори и истите може да се користат и во доцните вечерни часови. Во Кочани премиерот Груевски направи обиколка на гимназијата Лјупчо Сантов. Во придружба на градоначалникот Радко Димитровски и директорот на училиштето Лазар Димитриев, Груевски посети дел од кабинетите и се запозна со придобивките од извршената реконструкција на училишниот објект. Со инвестицијата вредна 13,5 милиони денари, реконструирани се фасадата на објектот, покривот и прозорците.
Во рамки на предвидената посета премиерот ја посети и општина Берово, каде што ја пушти во употреба пешачката патека околу Беровското езеро и присуствуваше на поставување камен темелник за изградба на фекална канализација за продолжување на главниот колектор во туристичката населба Беровско езеро. Во основните и во двете средни кочански училишта денеска се полагаше екстерно тестирање. Полагаа учениците кои од оправдани причини не го полагаа испитот во јуни. Во кочанските основни и средни училишта екстерно полагаа вкупно 32 ученици. Тоа се оние ученици кои од оправдани причини не полагаа екстерно во јуни. Во средното општинско училиште Гошо Викентиев такви ученици имаше 5, во гимназијата Лјупчо Сантов 10, во основното училиште Малина Попиванова 20 ученици, во основните училишта Свети Кирил и Методи и Никола Карев по 7 и во Раде Кратовче само 1 ученик. По објавувањето на резултатите на интернет страницата прашања externo.mk, учениците кои не се задоволни ќе имаат право на приговор. Инаку, од утре почнува и полагањето на државната матура, која поради малиот број ученици кои полагаат, испитот ќе се одржи во Штип. Како и во јуни кога се полагаше екстерно во основните и средните училишта, така и денеска полагањето заврши успешно без поголеми проблеми. Годинава беа дефинирани построги услови во однос на евентуалното ослободување и поднесување приговори за полагање екстерно. Седумдесет и 6 случаи на горни и само 6 случаи на долни респираторни инфекции за една недела регистрираше Центарот за јавно здравје за општините Кочани и Чешиново Облешево. Иако состојбата не е алармантна, општите препораки за заштита од инфекциите остануваат да важат. За разлика од ланската година, кога во месеците јули и август имаше голем број случаи со горни и долни респираторни инфекции, годинава состојбата со инфекциите е мирна и стабилна, информираат од Центарот за јавно здравје Кочани. За една недела, од 3 до 10 август, за општините Кочани и Чешиново Облешево, во Центарот пристигнале вкупно 76 пријави на горни респираторни инфекции. За долни инфекции бројката е многу помала, скоро незначителна, и изнесува само 6, а за акутна диарија 19. За споредба, ланската година за само една недела имаше нови 223 случаи на заболени од горни и долни респираторни инфекции. Од пријавените предничат деца на возраст до 6 години. Од Центарот велат дека, иако состојбата е мирна, сепак остануваат да важат општите препораки за заштита од бактериите на високи температури, задолжително миење на храната, овошјето и зеленчукот, редовно миење на рацете. Приготвената храна треба веднаш да се конзумира, да не се подгрева. Планинарското спортско друштво Согово учествуваше на меморијалниот планинарски марш Спасов Костаке Цоцо во организација на планинарското друштво Бел Камен. На маршот допатуваа планинари од Радовиш, Кочани, Скопје, Штип, Пробиштип и други места. Во неделата на 16 август, планинарите од Планинарското спортско друштво Согово од Кочани учествуваа на меморијалниот планинарски марш Спасов Костаке Цоцо во организација на Планинарското друштво Бел Камен од Радовиш. Планинарската патека во должина од 26 километри во двете насоки започна од планинарскиот дом Џумаја кај Радовиш, кој се наоѓа во близина на ексклузивниот хотел Бел Камен, па се до врвот Туртел со надморска височина од 2007 метри. На маршот учествуваа планинари од Радовиш, Кочани, Скопје, Штип, Пробиштип и други населени места. На крајот на маршот во планинарското друштво Џумаја беше организиран ручек со планинарско гравче и беа доделени благодарници на сите клубови учесници на маршот. Претходно беше организирана и прошетка до врвот Руен, а минатата сабота на 8 август планинарското друштво Голак од Делчево организираше планинарски марш од црквата Свети Кирил и Методи до врвот Чавка со надморска височина од 1536 метри на планината Голак. При тоа планинарите го посетија и манастирот Свети Пантелеймон, кој се наоѓа во близина на врвот Чавка, каде наидоа на неколку илјади гости, бидејќи вечерта се одржуваа голачките фолклорни средби. Овој марш беше организиран по повод првиот роден ден на планинарското друштво Голак. На тој марш учествуваа планинари од Делчево, Кочани, Куманово, Пробиштип, Скопје, Самоков, Бугарија и други. Петок на 21 август во салата на мултикултурниот центар во Кочани, со почеток во 20 часот, Тијана Јовик ќе го одржи својот прв солистички концерт на флейта. Концертот е под менторство на Ангелина Катмерова Алексова, магистер по флейта, во чија класа
Јовик го заврши основното музичко образование. На програмата се дела од Бах, Хендел, Доплер, Прокопиев, кои ќе бидат исполнети во пијано соработка со Оливер Стоименов, професор по пијано во Основното музичко училиште Ристо Јуруков во Кочани. Концертот е под менторство на Ангелина Катмерова Алексова, магистер по флейта, во чија класа Тијана Јовик го заврши основното музичко образование. Во текот на школувањето Јовик има освоено 20 награди на надпревари по флейта во државата и странство. Меѓу нив се и првите награди на меѓународниот надпревар во УП Република Србија во 2014 година, на државниот надпревар по камерна музика во Скопје во 2015 година и првата награда на државниот надпревар на млади музичари во 2013 година. Својот успех го докажува и со специјалната награда по предметот Историја на музиката, што ја освои годинава на државниот надпревар по музика во Скопје. Јовик има посетувано семинари кај познатиот професор по флейта Дејан Гаврик, кај швајцарскиот флейтист Емануел Пају и кај истакнатиот професор по флейта на Факултетот за музичка уметност во Скопје Страшо Темков. Настапот пред кочанската публика за Тијана Јовик представува посебен предизвик и јавно преслушување пред почетокот на новата учебна година. Јовик заврши прва година во Државниот музичко-балетски училишен центар Илија Николовски Луј во Скопје, во класата на професор Симона Маручковска-Маноиловска. Следуваат спортските информации. Во Виница заврши Балканскиот шампионат во одбојка на песок за одбојкари до 22 години. На турнирот учествуваа 9 земји од полуостровот: Македонија, Бугарија, Србија, Црна Гора, Грција, Романија, Молдавија, Турција и Босна и Херцеговина. Виница се покажа како добар организатор на Балканското првенство во одбојка на песок за одбојкари под 22 години. Иако временските услови во завршницата не беа најнаклонети со оглед на тоа што пред почетокот на машкото финале за момент настапи силно невреме, сепак турнирот заврши во најдобар ред. Во женското финале триумфираше Романија, која во финалето ја совлада Бугарија, додека третопласирана беше првата одбојкарска двојка на Србија. So excited. Имаше прекрасна публика пред која уживавме да играме. Беше тешко бидејќи со одбојка на плажа започнавме ова лето, а инаку практикуваме одбојка во сала. Не очекуваме да ја освоиме титулата. Се надеваме дека ќе освоиме медал, но не и трофеот, што дојде неочекувано. Се подготвувавме само 2 месеца. Имавме добра подготовка и резултатот дојде како последица на тоа. Во Романија има солидни услови за одбојка. Се надевам дека ќе стигнеме до Олимписките игри. Сакаме да се специјализираме за одбојка на плажа од сега па натаму. Во машкото финале убедливо славеше Турција, која како и во женското финале ја совлада соседна Србија со идентичен резултат 2:0 во сетови. Третопласирана беше Молдавија. Србија имаше навистина силен двоец, затоа сме многу среќни што го освоивме трофејот и тоа со победа од 2:0 во финалниот меч и во сите претходни. Турнирот беше тежок, но и многу добро организиран. Навистина ужива во овој меч и навистина сум среќен поради победата. Едноставно сме шампиони и ви благодарам на сите. Ви благодарам на сите. Ни се допаѓа Македонија и градот домакин, како и луѓето во оваа пријателска земја. Што се однесува до турнирот, многу сме среќни поради победата. Имавме одлични подготовки во Турција и малку сме изморани поради тоа што тренираме и се надпреваруваме во текот на целото лето. Навистина сум горд на моите атлети. Градоначалникот Дончев со позитивна оценка за Балканскиот шампионат во одбојка на песок, организиран во соработка со Одбојкарската федерација на Македонија. 3 дена виничани има можност да проследат еден од најатрактивните спортови, одбојка на песок. 3 дена поминати во забава, дружба, но пред се спорт. Надпреварувачкиот дух беше овде и победија секако најдобрите. Турција беше поуспешна од Србија во машка конкуренција, а Романија беше поуспешна од Бугарија во женска конкуренција. Се на се еден прекрасен настан и се надевам дека и во наредните години Виница ќе биде домаќин на уште едно вакво надпреварување.
Продолжува континуитетот на Република Македонија на добра организација на вакви балкански првенства во одбојка на песок. Ова е 5-та година поред како го се одржува во Македонија и јас лично како еден од луѓето кои што активно е вклучен во организацијата на ваквите одбојкарски надпревари и во минатите години би сакал да се заблагодарам на локалната самоуправа на Виница, на градоначалникот Емил Дончев што придонесе да овој голем балкански настан во одбојка на песок се одржи овде. Како што можете да видите, имаше и голема посетеност. Она што го разговарав со луѓето во Виница, голема беше и заинтересираноста на истите за овие надпревари. Надпреварите поминува во најдобар ред. Победија на добрите екипи, се надеваме дека и во наредните години Виница и некои други градови во Македонија ќе бидат организатори на вакви одбојкарски спектакли кои што се одигруваат летно време како што е одбојката на песок. Виничани изминатите 3 дена имаа можност да проследат квалитетна одбојка. Тоа не се случува за прв пат со оглед на тоа што општината беше домакин и на Балканското првенство за младинска одбојка минатата година. Спортски микс. Фудбал Старс на Ферплей купот во Охрид. Женскиот фудбалски клуб Кочани ги започна подготовките. Фудбал Старс повторно е дел од Ферплей купот 2015 што се одржува во Охрид на стадионот Билјанини извори. Годинава турнирот е значително проширен. Учествуваат над 100 екипи од Македонија, Австрија, Шведска и речисите балкански земји. Оваа година ќе биде доделена и посебна награда што го носи името на легендарниот македонски голман Петар Милошевски кој трагично настрада во сообраќајна несреќа. Освен наградите за најдобрите екипи, ќе бидат доделени признанија и за најдобриот стрелец, најдобриот голман и најдобриот играч во секоја од категориите. Фудбал Старс во Охрид е со 3 генерации, 2001, 2003 и 2005, а минатата година успеа да забележи добар резултат со пласманот во четвртфиналето. Турнирот се одржува од 18 до 23 август. ЖВК Кочани ги започна подготовките за сезоната 2015-2016 што е на прагот. На правиот повик на тренерскиот тандем Јовановски-Андов се јавија безмалку сите фудбалерки. Стефани Скерлеска поради обврски во репрезентацијата до 19 години оправдано е одсутна, најправилна пониква. Се работи на кондициони подготовки со цел фудбалерките да ја издржат напорната сезона, а потоа ќе се поработи и на техничко-тактички план. Вестите завршија. Најновите информации ги имате на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.